Граѓаните на Скопје, Тетово, Кичево и Битола, доколку решат да го променат начинот на грејење на домовите, ќе добијат 1000 евра субвенција од државата. Овие пари ќе се даваат за промена на печките на дрва со инвертор клими. Вкупниот фонд е до 4 милиони евра, а парите ќе ги обезбеди државната фирма АД Електрани. Повеќе детали надлежните не открија, бидејќи рекоа дека се чека зелено светло од владата за почеток на оваа мерка. Ќе почнеме како пилот проект во 4 градови, а имајќи во предвид дека термоелектраните се во Битола и Кичево, значи ќе бидат вклучени Битола, Кичево и секако дека и главниот град Скопје и Тетово како еден од најзагадуваните градови во Северна Македонија. Доколку мерката даде резултат, властите најавуваат проширување на бројот на градови, но и на средства за до година. Но екологистите стравуваат дека овие мерки се дадоснати. Нивните очекувања се дека мерните станици за аерозагадувањето и оваа зима ќе ги уриваат негативните светски рекорди. Екоздруженијата бараат долгорочна државна стратегија, а не мерки кои веќе биле на сила и не даваат резултат. Закаснети се сите субвенции, сега беа објавени за општините за проекти. Самото тоа не знаеме колку од тие субвенции ќе бидат реализирани, еве и да се реализираат, дали се само на одредено место или се раштркани во одредени реони и како тоа ќе влие врз целото загадување. Според нас нема многу да влие. Мислам, загадувањето е толку големо што треба системски да се пристапи на многу нивоа, не само на домаќинствата, него во сообраќајот, индустриските капацитети, отпадите. Овие 4 града засега се привилегирани, бидејќи се на листата најзагадени не само во Македонија, туку и во светски рамки. Инаку, ваква мерка воведе и град Скопје, од каде ни соопштија дека 840 семејства побарале субвенции за инвертор клима, откако ја замениле печката на дрва, а не се ниту приклучени на централниот систем на парно грејење. Оваа мерка се финансира од буџетот на град Скопје во износ од 50% од вредноста на уредот, но не повеќе од 500 евра.